Депресија. Депресија од библиска гледна точка. Депресијата е широко распространета состојба која влијае на милиони луѓе во светот, подеднакво на христијани и нехристијани. Оние кои страдаат од депресија може да доживеат интензивни чувства на тага, на лутина, гнев, безнадежност, замор и разни други симптоми. Тие можат да почнат да се чувствуваат безвредно, па дури да имаат суицидни мисли, губејќи интерес за работи и луѓе кои порано им се допаѓале и биле добри пријатели. Депресијата често е предизвикана од животни околности, како што се губење работа, смрт на некој близок или развод, или психолошки проблеми како неуспех или ниска самодоверба. Библијата, почитувани, ни открива и вели да бидеме секогаш исполнети со радост и пофалба во нашиот живот. Тоа го пишува апостол Павле во Филипјаните 4 глава 4 стих, каде што вели: радувајте се секогаш во Господа. Така што Бог очигледно е дека сака сите ние да живееме среќен и радосен живот. Не е лесно за некој што страда од депресија, но може да се надмине преку молитва, проучување на Библијата и нејзина примена, групи за поддршка, домашна група и амбиент, дружење меѓу верници, исповедање на своите гревови пред Бог и советување од Библијата. Оној кој страда од депресија треба да вложи напор да ги исфрли сите негативности кои ги собрал во животот. Чувството на депресија може да се реши кога депресивно лице ќе престане да се фокусира на себе си и ќе се фокусира на Христос и на другите. Клиничката депресија е физичка состојба која мора да ја диагностицира лекар. Тоа не е предизвикано од несреќно спојување на околности, ниту пак симптомите можат да се ублажат со сопствена волја. Спротивно на она што некои христијани веруваат, клиничката депресија не е секогаш предизвикана од гревот или некое несакано дејство во животот. Депресијата понекогаш може да биде еден вид нарушување што треба да се лекува со лекови или советување. Се разбира, Бог може да излечи секаква болест или нарушување, но сепак, во некои случаи, посетата на лекар за депресија не се разликува од посета на лекар за некоја друга болест. Постојат некои нешта што луѓето кои страдаат од депресија можат да ги направат за да ја намалат својата анксиозност. Тие мора да бидат сигурни дека се придржуваат кон Божјиот збор, дури и кога тоа не го чувствуваат. Емоциите можат да го заведат депресивниот човек, но Божјиот збор е цврст и непроменлив. Треба да се одржува силна вера во Бог и да се држат посилно за Божјата рака кога поменуваат низ искушенија. Библијата ни кажува дека Бог никогаш нема да дозволи во нашите животи искушенија кои се над нашите сили. Бог ветува дека ќе можеме да ги поднесеме сите искушенија согласно тоа што е запишено во 1 Коринќаните 10 глава 13 стих. Но, многу е важно да се знае дека да се биде депресивен не е грев. Никој да не се осудува дека тоа е заради некој грев секогаш, иако и тоа не се исклучува. Познавам некои личности кои заради гревот што го правеле во животот, западнале во тешки депресии. Затоа, најдоброто нешто за еден верник, ако му се случи тоа, е да го има предвид ова. И така, преку него, преку Исус се мисли, да му принесуваме постојано на Бог пофална жртва, односно плод на устните кои го исповедуваат неговото име. Тоа е запишено во Евреите 13 глава 15 стих. Кога верникот раскажува за Бог, го слави Бог, се радува во Бог, депресијата ќе нема сила над него. Стопирај ја депресијата и не и давај да се засилува во твојот живот. Има ли решение за разочаран човек кој паднал во депресија?
Секако дека има. Бог преку неговиот збор дава специфично решение. Да видиме неколку чекори кои можат да бидат од голема корист цитирајќи одредени стихови од Библијата. Например, во книгата Псалми има многу запишани детали за ослободување на некои Божји слуги. Дури и цар Давид, кога бил во депресија, Бог му помогнал. Но, на кој начин? Во 5-тиот псалм е запишено вака: О Господи, послушај ги моите зборови, земи ги во обзир моите размислувања. Чуј го гласот на моето викање, Царе мој и Боже мој, зашто Тебе ти се молам. Наутро го слушаш мојот глас, о Господи, наутро ја испраќам мојата молитва кон Тебе и чекам. Во овој псалм, почитувани, можеме да забележиме неколку клучни работи. Прво, Давид го повикува Господ. Тој Господ е името Јахвино, што за евреите е Господ Бог, а исто и за нас. Име над секое друго име и над сите божества и богови, кои преовладувале во тоа време кај другите народи. Со повикување на Господ, Јахве, Давид знае кон кој се обраќа и од кого треба да бара и очекува помош. Мнозина во такви моменти одат, например, кај бајачи за жал, кај вражачи, барање помош од светени и осветени води, одат во манастири да преспијат и на свети гори, мислејќи дека таму е нивниот спас, но тоа е погрешно. Давид ни дава на знаење дека само Господовото име е достојно на кого треба да му се обраќаме за помош, и самиот апостол Павле го цитира пророкот Јоил со зборовите: и секој што ќе го повика Господовото име, ќе се спаси. Второто забележливо нешто во псалмот е тоа што Давид сака да биде чуен од Господ. Неговите зборови што му ги упатува не сака да бидат напразно искажани, туку да ги чуе Господ и да ги послуша, исполнувајќи му ги. Давид посакува Господ да му ги земе предвид и неговите размислувања, тој внатрешен живот, да продре во неговата душа и да го ослободи од тежината на душата. Овие молитви ги упатувал секое утро. Ова е многу важно. Секое утро. Не го започнувал денот без молитва и викање кон неговиот цар на небото. И не само што се молел, туку тој понатаму вели дека чека на Бог да ја услиши неговата молитва. А тоа значи дека е со надеж и очекување, а не само механички да се моли. Тој разговара со неговиот небесен татко и знае дека таткото ќе му одговори кога тогаш, односно, ќе го избави од неволјата на неговата душа. Потоа Давид во другите псалми вели вака: Го повикав Господ и тој ме послуша, ме избави од сите мои стравови. Тоа е запишено во Псалм 34, 4 стих. Забележете што вели овде: тој ме избави од сите мои стравови. Тоа треба да биде и наша молитва, повикување на Господ и сигурно избавување. На друго место, во друг псалм, вели вака: Повикај ме во тежок ден, јас ќе ти одговорам, а ти ќе ме прославиш. И во овој стих имаме сигурност дека Бог ќе го избави верникот од состојбата во која се наоѓа. Има некои личности во Библијата кои што поменувале преку тешкоти, преку депресии и маки, но биле избавени. Например, ќе го земеме Јов, страдалникот Јов. Може би ниту една библиска личност не страдал повеќе од Јов. Јов имаше се во животот: добро семејство, добро име и многу богатство. Но, тогаш сатаната отиде кај Бог и побара од него да ја промени среќата во која ужива Јов. Бог тоа го дозволи. Тога се случи трагедија и Јов изгуби се што имаше во животот и кој му беа дар од Бог. Своите деца, своето богатство, добитокот, родот, здравието, па дури и близината со неговата сопруга и пријатели. Што направи Јов? Тој не го проколна Бог, како што мислеше сатаната дека ќе плукне на Бог
и како што му предложи неговата жена да го проколни Бог па да умре. Наместо тоа Јов го возвеличи Божјото име и му даде слава на Бог. Еве како му даде слава. Тогаш Јов стана, ја раскина својата облека и си ја избричи главата. Потоа падна на земјата во знак на поклонување на Бог и рече: Гол излегов од утробата на својата мајка и гол ќе си заминам. Господ даде и Господ зеде. Нека е прославено Господовото име. Тоа е запишено во првата глава од книгата на Јов. Понатамошниот дел од книгата на Јов ни кажува дека низ целиот тој период Јов се бореше со своето страдање, велејќи му на Бог: Штом на мојата душа животот ти се смачи, нека потече слободно мојата тажачка. Ќе зборувам со горчина на својата душа. Ќе му речам на Бог: не ме осудувај. Кажи ми зошто се препираш со мене. Па што имаш од тоа да ме угнетуваш, да го зафрлиш делото на своите раце, да им помагаш на намерите на нечестните? Настанот со Јов завршува со тоа што Јов ги бара причините зошто нештото се случува. Но нема потреба да остане таму, бидејќи Бог има решение во негово време. Јов на крајот се покаја, понизувајќи се пред Бог. Неговиот живот заврши позитивно и добро. Имаше деца, имаше стока, имаше се што душа ќе му посака. И умре сит во животот. Друга личност која што падна во разочарување, да речеме, и во депресија беше пророкот Илија. Ние за пророкот Илија знаеме како за еден голем пророк, кој што на негов збор не падна дожд 3 години и 6 месеци. Но, ако го погледнеме Илија од друг агол, ќе согледаме дека тој се разочара во еден период од неговиот живот. Пророкот Илија во еден момент од животот толку се разочара, кога виде оти веќе и неговиот живот виси на конец. Тој побегна во една пештера, барајќи за солниште или можност да ја избегне сета ситуација во која се најде. Езавела, сопругата на цар Ахав, бараше да го убие и да се реши од неговите пророчки најави. Се смета дека Илија во тој период го доживеа најтешкиот момент, бидејќи ваквиот начин на бегање од непријателот го истошти. Тоа траеше со години, но Бог го најде таму каде што се криеше во пештерата. Го извлече оттаму и го охрабри дека треба да работи уште за Господ и дека не е завршена неговата мисија. Кога Бог охрабрува, човекот колку и да е паднат во дупка, ќе излезе и ќе ја доврши својата работа. Така и се случи. Јов беше охрабрен на крајот од животот и Илија заврши победнички. Поуки од овие личности. Големото нешто од сите лекции што ги научиле овие библиски личности е дека оние што го повикуваат Бог доживуваат промена и ослободување, зашто за Бог се е можно. Тоа се зборовите и на Исус, се е можно за оној што верува. Тоа е запишено во Евангелието според Марко, 9 глава, 23 стих. И вие исто така, почитувани, можете да најдете сила, утеха и водство во Господ во овие тешки времења. Така гледаме дека Божиот народ не е ослободен од депресија, од маќи, од тешкотии. Од време на време страдаат и Божите луѓе. Некои почесто, а други повеќе. Но, викајте кон Господ и тој нема да ве напушти во тешки моменти. Нека му е слава на Господ Исус Христос од сега и во сите векови. Амин.